излези. Фала, Курцо може конечно ќе престане да јаде бурек. Чекај, моци. Ќе се вратам на Хамлет, кога велите татко ми добро ги апострофираше сите моменти кои што се потребни за еден актер. Тој Хамлет кај вас бараше 3-4 месеци колку физичка кондиција, подготовка, трчање по 10 километри, справање с клекови, додека трчате кажувате реплики и така натаму и така натаму. Тоа го прават други актери или? Веројатно, Хамлет, за Хамлет сите зборуваат дека Хамлет е врвот. А вистина е захтевен? Точно, да. Бидејќи тоа е најголемото дело напишано од најголемиот драмски автор во историјата на цивилизацијата. Во Хамлет е се. Смислата на постоењето на човекот е вткаено во тоа дело, доколку човештвото испраќа порака во свемирот за контакт со други цивилизации, тоа е делото што треба да биде испратено или е испратено. Ама ние не сме го сватиле. Сам не говорам за ние, но никогаш не го свативме. Или не сакаме да го сватиме. Пораките. Човекот е едно чудно суштество кое што постојано работи против себе, но тоа е некоја друга тема. Знаеш зашто спомнав, видејќи на пример и кога разговарав и со вашиве колеги од другите држави. Мислам дека беше Небојша Дугалич и говоревме за Макбет. Макбет сега да го пресликаш апропо политичките ситуации и идентично како што е се, затоа се големи автори, затоа што затоа велам и Хамлет, веројатно тој врв, затоа зашто физичка кондиција бара. Она што еве вие го споменавте, вашиот татко прав го приметил, ти си тука, исчезнуваш како дух, не се потиш. Зашто е толку захтевен физички? Па, затоа што отвара теми кои што се есенцијални за човековото постоење, тоа е едно. Второ, се работи за стихови кои што си имаат своја динамика, своја метрика. Трето, треба актерот да биде во силна физичка кондиција за да може 4 часа да ги издржи на сцена. И се разбира, Хамлет не е дело кое што се игра случајно, за да може актерот да го одигра ликот на Хамлет, потребен е цел циклус на улоги кои што треба да ги одигра до играњето на таа улога. За да може да се одигра Хамлет, предходно мора да се одиграат клучни улоги од светската драматургија и од македонската, доколку е актерот македонец, како што е, да речеме, Ариел во Бура, или како што е Клеант во Образен болен во Молиер, или како што е Калигула во Калигула, и така натаму. Значи, клучни големи улоги кои што некако го трасираат патот на актерот до таа клучна улога. Најчесто, актери кои ја играат оваа роља се актери кои што ги имаат Исусовите години, 33-34 години, значи во тој период на силна актерска и човечка зрелост. За понатаму, се разбира, доколку се одигра таа улога е клучна по начин на мислење, по поимање на светот, бидејќи она што Шекспир го напишал во Хамлет, а актерот го доживува, преживува, осознава, рационализира, синтетизира, сублимира во текот на подготовките на самата улога, понатаму делува во тоа како ќе го конзумираш животот и како, на кој начин ќе продолжиш својата лична и професионална приказна. Сега, Јолевски, има ли момент, например, возраст, актерска зрелост, кога актерот е подготвен за Хамлет, апропо ова што го говореше? Прашувам, например, лаички, затоа што
Јас се сеќавам дека ние како средошколци чинам дека беше прва година. Знаете, Алигиери малку не беше соодветен за возраста, Данте Алигиери Пеколо, Девете круга и така натаму и така натаму. Има момент со Хамлет кога постои некаква бидејќи велиме ајде ако Хамлет е театарскиот врв, дека треба да постои некаква зрелост, патина твоја за да бидеш подготвен да одиграш едно такво дело. Па, токму тоа го зборувам. И затоа е многу важно младите актери да знаат што сакаат. Затоа што секој го избира својот пат рано. Рано го избираш патот, дали ќе го избереш принципот на забава, ќе го избереш принципот на драмски роли, дали во кои води ќе влегуваш, на кој начин ќе го третираш театарот и на кој начин ќе го гледаш светот околу тебе. Бидејќи повторно ќе речам, за да може да се одигра тој вид на улоги, исто така треба да имаш многу силен фокус на тоа што се случува околу тебе, во кој свет живееш, кои книги ги читаш, каков вид на музика слушаш, со каков вид на луѓе се дружиш. Се има влијание. Па се има влијание, како едноставно се има влијание и тие влијанија те формираат како човек пред се, бидејќи не можеш да играш големи улоги доколку немаш однос кон светот во кој што живееш и доколку не ги исполниш сите услови и предуслови да можеш да се справиш со теретот или со бремето кое што улогите ги носат. Меѓу другото, самата театарска продукција, ангажирајќи режисери кои што имаат специфична естетика, го формираат тимот на актери кои што исто така се специфични со својот поглед на свет и имаат своја естетика која што треба да се адаптира на концептот и принципот кој што режисерот го конзумира светот околу себе и затоа се вика колективна уметност, бидејќи се работи од склоп или центрифуга на различни уметнички погледи, на различни поимања на тоа како светот функционира и сето тоа да може да влезе во одредена естетика со одредена идеја, мисла и порака и сето тоа да може да има свој континуитет, динамика и емоција и енергија и порака која што силно ќе удри во срцето на гледачот и во неговиот ум. Така што е навистина една комплексна и комплицирана уметничка категорија која што не носи само и единствено забава и е лесна и едноставна како што се мисли, но е еден навистина силен конгломерат на единици кои што ја формираат оваа уметност. Во ред, да, може и забава, меѓутоа и јас честопати сме знаеле да излегуваме одовде и потресени, не во смисла погрешно ми е зборот потресени, но така со едно чувство на размислување. Знаете, што значи дека успеал актерот, успеале актерите да ја пренесат пораката и барем за момент додека да излезеш од вратава надвор да те замисли потоа на драмски, меѓутоа потоа да излезеш на улицава. Знаеш, пораките кои што се праќаат кога ќе допрат до публиката се исклучително значени, но мене ми е криво само што како велото на секој чудо за 3 дена, знаеш, трае и потоа влегуваш во таа машина. Па не, има во суштина е важно е многу уметникот да прави дела кои што
кога ќе бидат видени од гледачот, слушателот, никогаш да не излезат од неговиот ум и неговото срце. Она што ќе го види гледачот треба длабоко да остане во него и да биде предизвик не само за гледање на други дела, туку да биде предизвик и да направи промена кај самиот гледач. Па, тоа говорам. Промени во општеството да направи, само Па и прави. И се случувало. И прави. И се Смислата и случувало. функцијата на театарот е и така го менува светот. Да. Го менува светот со тоа што прави големи промени во поимањето на гледачот. Како гледачот го поима светот. Ако може да се направи таков вид на промена кај гледачот, ако уметникот направи таков вид на промена, тогаш ја исполнил својата функција. Уметноста на тој начин го менува светот. Уште подобро е кога политичарите ќе успеат да ги сватат пораките кои што се праќаат, бидејќи видете тие текстови кои што се со векови наназад. Неверојатно колку кореспондираат со се она што се случува, не само кај нас. Би требало да претпоставиме дека оние кои што ја водат државата или оние кои што се представници на народот или оние кои што се управувачи на државата во чиј систем живееме, се претпоставува дека би требало да имаат прочитано доволен квантум на книги и имаат доволно образование и имаат имале доволно можност да видат различни уметнички дела кои што би направиле промена во нивниот светоглед и дека со убавата мисла и духовност ќе действуваат преку нивната работа во разубавување на светот, разубавување на државата во која што живееме. Но мислам дека не е секогаш така. Да. Многу ретко е. И нашата функција е постојано да се бориме да направиме таков вид на промена кај гледачот. Дали е тоа гледач кој што е работник или е гледач кој што ја води државата. За почеток доволно е пораките да ги сваќаат само тие представи и правени врз база на текстови на големи умови. Одиш во Скопје, доаѓаш после битоот, значи тоа е желбата јасна од прво оделение, факултет за драмски уметности, неверојатна генерација, страшна генерација сте. И пред вас и после вас ги фативте и дојените на македонското глумиште, кои за жал не се повеќе помеѓу нас. Учевте условно, учевте од најдобрите, една генерација која што фати едно златно време во таа Југославија, која што ги фати сите предизвици можеби на Македонија, меѓутоа право за академијата. Некоја анекдота, дел сте од класата на Љубиша Георгиевски? Не, јас почнав на факултет ме прими Слободан Унковски. Унко. Да. И бевме генерација меѓу кои Сенко Велинов, Драган Спасов Дат, Софија Куновска, Раде Рогожаров, една Светлана Стојановиќ, ми се чини дека се што гледаме на Бушева азбука, тие да, што се појавував. Да, всушност Бушева азбука беше класата на Унковски. Унковски ја режираше Бушева азбука, според сценариото на Горан Стефановски, великани на македонскиот театар. Се разбира, претходно ги гледавме сите представи, што не само тие и големи режисери од македонскиот театар, како што е Љубиша Георгиевски, работеа и ги правеа представите. Но на прва година бевме 12 души и 6 студенти ја изгубија годината, изгубија право да продолжат да студираат, не го положија тој испит од прва година, 6 мина останавме, 6 студенти. Тие 6 души што останавме, игравме веднаш после испитот на прва година, игравме во Бушева азбука и тоа беше мојата прва практично улога во како би рекол како професионалец
и бев многу среќен затоа што Владе Цветановски ни беше асистент, со него ги работевме сите тие кловновски етиди и сите етиди кои што беа потребни за Бушова азбука и бевме многу среќни затоа што сме дел од од најдобрата, би рекол во тоа време, екипа, како што е Ненад Стојановски, Кирил Ристовски, Мими Таневска, Синоличка Трпкова, Чамински, Гоце Тодоровски беше тука, Ванчо Петрушевски, Марин Бабич, Ана Костовска, Владко Стефановски, И да си дел од таа група беше навистина голема чест. Тоа е историја, тоа уште стои. Но Секо Велинов е со вас, а Џамбаз Тони Михајловски тие се после пред вас? Тони Михајловски е после мене, а Џамбазов е пред мене. Две генерации пред мене. Тие 2, 3, 4 генерации вие сте. Но се дружевме. Да, бидејќи бевме на академија и пред и по и бевме во еден, како да речам, во еден ист свет. Веќе 40 години се дружиме. Сега можеме непријатно да кажеш. И Ристановски мислам дека е Ристановски. Со Тони Михајловски. Да, Ристановски дури 2 пати е одбиван, па кога сум разговарал со него мислам дека дури третиот пат е примен на академија. Најдобро знае, да. Да, но тоа е таа златна генерација која што ние сега имаме. Па тоа е генерација, нескромно да кажеш, меѓутоа тоа е генерација која што еве веќе 40 години на овој или на оној начин во театар, филм, телевизија, медиуми, секој по својата патека би рекол, се обидуваме да ја држиме традицијата која што ни ја оставија Ненад Стојановски, Мето Јовановски, Петре Прличко, Николче Тодоровски, Дарко Дамевски, Ацо Ѓорчев, Анче Џамбазова, Душко Костовски, луѓе кои што основоположниците од Ристо Прличко, Шишков, луѓе кои што ни го истрасираа патот, Ацо Стефановски, Бабец, Димче Стефановски, Јоана Поповска, како да речам, има актери кои што навистина Милица Стојанова да не ги редам. Сум ги просто вака со какво воодушевување едноставно само да ги слушаш како. Сигурно, уште да си работел, уште да се работи со нив е навистина чест, голема чест. Ние сите од таа генерација се обидуваме да ги следиме патеките кои што ни ги трасираа, да можеме слободно да твориме, говорејќи го македонскиот јазик, работејќи со врвни режисери, врвни продукции во македонскиот театар, филм и телевизија и се разбира да настапуваме на големи фестивали кои што каде што ќе можеме да ја представиме својата уметност и каде што ќе можеме рамо до рамо со другите култури да се надпреваруваме, односно да го покажуваме она што ние сметаме дека е во тој момент силно, модерно, современо и актуелно. Така што тоа е таа генерација која што имавме можност да работиме во театар од самиот почеток и да действуваме. Да. Тоа е таа југословенско, македонска авангарда или бидејќи сега да не ме сватат погрешно Јордан Симонов и овие и тие се припадни и Оцо Микич, сите се припадници на таа генерација. Да, бидејќи има и генерација која што малку како со нож да беше пресечена, знаете тоа додека уште се кога станувавме независна држава и така натаму, постана целиот терет на вас вие да го издесувате, мислам Маната, Драмски, целиот терет остана баш на вас, додека не се појави некоја нова генерација која што ќе заблеска, Знаеш што има што е нова генерација сега Сашко Коцев, ако кажам Сашко Коцев не е нова генерација. Да, тој е помлад, тој е помлад. Помлад кој што исто така има силно влијание во времето во кое што действува. Сашко Гора, пак, но помеѓу нив и помеѓу вас како да имаш една празнина. Сите ние на различни начини го носиме бремето на времето во кое што живееме. Имавме моменти од моментот на осамостојување до
некаде до една скоро цела декада, 90-тите години, кои што беа доста погубни не само за македонската уметност и култура, туку беа погубни во однос на државноста, беа погубни во однос на губењето на надежите во кои што бевме. Во моментот кога се распаѓаше Југославија, кога имавме можност да бидеме независна држава, ние сите бевме во еден голем Елан? како да речеме, елан и со голема гордост. Јас се сеќавам дека моментот кога требаше да биде првото гласање, се уште ја имав личната карта од Битола, со силно удирање на срцето се качував на автобус да отидам да гласам и веднаш имав проба, само гласав и веднаш се враќав за Скопје, но тие моменти на... Вие колку сте имале тогаш? 18? Па, 91-а, 26 години, 27. И во тоа време работев големи, силни проекти. Во тоа време ја работев Подземна република во Битолски народен театар со Владе Цветановски, една представа која што на Стерино позорје во рамките на Југославија понесовме доста награди, излеговме со представа која што зборуваше за македонскиот идентитет, за македонската државност, за невозможноста или за вековното потиснување, за револуционерна Македонија, зборуваше за теми... А да играме пак да ја поставиме? Па поставуваме на различни начини представи кои што ги тераат тие теми. Ништо не се случило од тогаш по-позитивно од една страна, од друга страна се обидуваме на сите можни начини да обстанеме во ова невреме во кое што живееме, кое што е преполно со осцилации. Зборувавме за 90-тите, време кога имаше многу фабрики се затвара, многу стечајци по улици, луѓе без работа, немаше буџет за ништо, не бевме признаени од ниту една земја. Пуштени, така, не знаеш кој пат да го попати. Тие дупки за кои што сега зборуваш, всушност не се врзани само во сферата на уметноста, туку се силно врзани за државата, државноста, за концептот за тоа на каде одиме, кој е патот и така натаму. Културата, уметноста секогаш била повеќе чекори пред постапките на државотворците. Односно на оние кои што ја водат државата. Тоница, стина па ноги, Тоница. Магапа. Да го опицанеме нашиот доктор. Тој наистина се осванот со некои големи другари. Мора да го дотераме. Парите се отепувачка? Парите се отепувачка, како што би рекол. Што правиме со вредносниот систем? Некако се изместивме или Кочани што ни покажа? Не говориме само за сега, говориме 30 години назад. Ја покажа трулоста на општеството или? Така вели големиот Шекспир. Нешто е труло во државата Данска. Кој е виновникот? Не знаеме.